Стопанството гледа оптимистички на состанокот во недела помеѓу државата и банките на кој треба да се договорат условите како ќе бидат префрлани парите од заемот од Унгарија наменети за бизнисот. Председателот на најголемата комора во Македонија апелира дека мора што поскоро да се најде заеднички јазик за бизнисот да почне да ги користи 250 милиони евра. Азески не добил покана за состанокот, оти банкарската асоциација не е дел од стопанската комора, но верува дека владата и банките имаат капацитет да најдат решение кое ќе биде во корист на бизнисот. Мислам дека е време да се разреши тоа прашање и дека тука има капацитет и владата и банките да го разрешат тоа прашање и да се надеваме дека ќе биде тоа на интерес на фирмите, бидејќи овие средства се баш наменети за фирмите. И на таков начин ќе се помогне на стопанството во овој момент да се преброди овој период до почетокот на другата година, кога знаете, вие имаме сериозна опрска за враќање на евроврзицата. Азески не е изненаден за тоа што банките преговараат за каматата, оти е нормално секој да си го брани својот интерес. Според него, банките со намалување на редовните каматни стапки и државата со овој чекор за финансирање на бизнисот ќе придонесат да се зголемат инвестициските активности и да се надмине, како што вели, срамниот економски раст од 1,8% и да се движи околу 3 до 4%. Ако е каматата 3,25, не може да земи провизија, така некоја баснословна сума. Бизнисот, мислам дека овој пат ќе ќари. Нема каде да оди, едните треба да се постојано докажуваат, другите се на почеток на мандатот, а ние сме тие што треба да искористиме тие средства на најадекватен начин. Тоа значи дека и понатака извозот да остане приоритет број 1, да со тоа се подобри продуктивноста и иновативноста. Министерката за финансии веќе информираше дека една банка прифатила да субвенционира дел од каматата за кредитите на фирмите, но деталите ќе бидат договорени на состанокот во недела кој ќе се случи на барање на владата. Целта на владата е каматната стапка за кредитот за бизнисот да биде по таа која државата го зеде од Унгарија 3,25%, односно во оваа стапка да влезат и еднократните провизии и останатите услови на банките. Инаку половина од заемот од Унгарија е наменет за општините, односно за реализација на капитални инвестиции, а договорите се во фаза на потпишување.